сега одиме во аналитичкиот центар на Канал 5. Сандра Спасовска ги има бројките и компаративната анализа. Сандра, бележиме 10% помала излезаност во град Скопје во однос на првиот круг. Да, Бубе, да започнеме од она што е најново. Последните податоци на Државната изборна комисија до 17 часот во вториот круг од локалните избори во 32 општини каде што граѓаните избираат градоначалници, излезеноста е 39,28%. Бројките се горе-доле исти како и во првиот круг до 17 часот, тогаш излезеноста била 39,86%. На ниво на град Скопје да се забележува околу 10% помала излезеност денеска, која до 17 часот е 28,52%, додека на 19 октомври изнесувала 39,62%. Може да се забележи дека во дел од скопските општини е навистина мала излезеноста, и на тоа се доложи и оној мал одзив на ниво на град Скопје. Имаме во општина Газибаба 25%, во останатите општини како што се Бутел, како што е Сарај, Чаир, таму има навистина шуто ризари, дури и помала излезеност од 20%. Например, во општина Сарај денеска во текот на целиот ден е најмала излезеноста, во овој момент некаде е околу 9% во општина Сарај излезеноста, 8,77%. На ниво на територијата на државата најголема излезеноста во општина Конче денеска во 17 часот, односно 64,44%, додека најмала е во општина Куманово 27,41% од сите граѓани го искористиле правото на глас до 17 часот. На мапата зад мене може да се забележи дека во оние општини кои што се обоени со потемна сина боја, таму излезеноста е поголема. Има општини каде што истата изнесува и над 60%. Таква би ја споминала општина Крушево, понатаму општина Лозово, во Пробиштип 61,25%, меѓутоа во оние општини кои што се обоени со посветла сина боја, таму излезеноста е помала, додека оние општини на мапата зад мене кои што се во сиво-бела боја обоени, тоа значи дека таму денеска не се избира градоначалник, дека изборниот процес е завршен во првиот круг. Такви се општини 44 на број. Да се задржиме малце на скопските општини, во општините Аеродром Карпош, Центар и Шуто Ризари, освен што се избира градоначалник на град Скопје, во овие општини се избира и градоначалници за самите општини, додека во Шуто Ризари денеска на 3 избирачки места се гласа и за советнички листи. Доколку се споредат бројките во општина Карпош, излезеноста во 17 часот е 40,73%, во првиот круг била 42,5%, во општина Аеродром 36%, во првиот круг 39,32% и во општина Центар 39,44% е излезеноста денеска до 17 часот, додека пред 2 недели истата била 42,48%. Во однос на општините на територијата на државата и колегата Дејан Трајковски пред малку во неговото јавување од Кичево кажа дека таму денеска е навистина поголем одзивот на граѓани кои го искористиле своето право на глас во однос на излезеноста во првиот круг, кога во 17 часот таа била 45%, денеска е 48%.
48,29%, понатаму исто така би ја споменала и општина Брвиница во 17 часот на 19 октомври 38% од граѓаните го искористиле своето право на глас, додека денеска е за 10% повеќе, односно 48,7%. Ја споминавме општина Куманово како општина која што има досега најмала излезност во однос на сите општини во државата, 27% во првиот круг, во 17 часот излезеноста била 35,16%. Тука би споменала еве уште две општини каде што се очекува интересна трка. Тоа е општина Струга, 35,39% од граѓаните го искористиле досега своето право на глас, и општина Тетово 39,81% до 17 часот гласале, додека во првиот круг оваа бројка била 41,5%. За крај би споминала дека во 4 општини, тоа се општините Гостивар, Маврово, Центар, Жупа и Врапчиште, денеска нема гласање, бидејќи во првиот круг не беше постигнат цензусот од 33,33% од гласачите да излезат на гласање, и поради тоа ќе се спроведе нова изборна постапка во рок од 60 дена, меѓутоа по објавување на конечните резултати од овие локални избори од страна на Државната изборна комисија. Според изборниот законник, би сакала и ова да го споменам, дека за конечен избор на градоначалник во вториот круг не е предвиден цензус, па така потребно е само да биде освоено мнозинството од гласовите на тие што гласале. Секако сите нови информации и колкава ќе биде вкупната излезеност на граѓаните по затворањето на сите избирачки места во 19 часот, секако и за сите резултати во отвореното студио на Канал 5 веднаш по вестите во 18. Бубе?